првите 5 месеци оваа година, споредено со првите 5 месеци 2014 бележи минорно намалување. Индексот е 99,6. Значи имаме намалување на индустријското производство. Само 5 месец 2015 споредено со 5 2014 позабележителен пат. Индексот е 95. Кај рудите на металите и кај производството на металите состојбата е малце поповолна и основен печат на тоа му дава капацитетот ФЕНИ како носечки во дејноста која ја обединува ова здружение. Кај индексот на вработеноста имаме сега обратна ситуација. Ако на ниво на земја е 2%, 102, индексот е 102, значи раст на вработеноста 2015 првите 5 месеци во однос на 2014. Кај оваа дејност, која што ние ја организираме овдека во здружението, имаме намалување на вработените. Индексот е 98,3 кај рудите на металите и 96,5 кај производството на металите. Не се поволни ни индексите кај извозот, бидејќи имаме пат на извозот и во првите 4 месеци, податоците кои што се обработени статистички се за првите 4 месеци, овие во физички показатели се за 5 месеци. Значи првите 4 месеци во 2015 во однос на првите 4 месеци во 2014, кај металите индексот е 83,2, кај рудите на метали 77,5, вкупниот индекс 89,4. И некаде учеството на оваа индустријска дејност, производство на основни метали и руди на метали, во структурата на вкупниот извоз на земјата 18,9%. Сме имале и 30 и кусор, значи учеството е сега на оваа групација 18,9%. Ако ги погледнеме светските случувања, World Steel Association, која што обезбедува податоци за 85% од земјите производители на челик во светот, покажува дека има пат во првите 5 месеци во 2015 во однос на 2014 од 2,1%. Месечното ниво на производството во мај 140 милиони тони, 70 милиони тони покрива Кина, 94,5 покрива Азија цела, од нив само 70 Кина. Значи половина од светското производство на челик и го обезбедува Кина и таа фактички го држи ова ниво на кое што навидум делува дека е стабилно годишно ниво на производство на челик, но кај останатиот дел од светот има пат и тој пат е 2,1% во првите 5 месеци во однос на. Значи, ситуацијата во светската индустрија на челик не е добра, а европската економија е послаба него што беа очекувањата. И во таква ситуација, кога пазарот е во депресија, потребна е многу поголема вештина да го задржиш падот, одошто кога е пазарот просперитетен, да остваруваш профит. И ние сме соочени сега со отприлика таква ситуација. Значи, најкратко, најосновните показатели се овие. Како што спомна и колегата Кочовски, неоспорно е дека металуршкиот сектор е најголемиот економски двигател во нашата држава и во тој контекст тој треба да биде негуван, или секоја брзо растечка економија треба да се грижи за овој сектор, затоа што учеството и во бруто домашниот производ и во вкупниот извоз на државата, овој сектор е доста значителен. Во тој контекст што треба да спомнеме и дека металуршкиот сектор вработува во приватниот сектор, нели во реалниот сектор, најголем број на вработени, директно вклучени во сите металуршки комбинати и преработка на метали, и индиректно преку разните добавувачи на репроматеријали и суровини кои што се пропратен дел на оваа индустрија. Конкретно за никел индустријата,
знаете дека Фен Индустри произведува фероникел, својот производ го пласира како во облик на фероникел и е во голема мерка врзан со берзата на метали. Значи, од светските берзи на метали влијае нашата продажна цена. Во тој контекст и не само цената на фероникелот, туку и цената на енергенците кои што влегуваат 70-80% во вкупниот трошок на нашиот производ се исто во директна релација со светските берзи, како мазут, разните видови на горива. Односот евро-долар е исто многу влијателен за нашата индустрија. Инаку, никелот е суровина која е пропратен дел на челичната индустрија. И како што спомна и колегата, ако Кина е половина од светското производство на челик, Кина е половина од светските потреби на никел или нешто повеќе. Никелот се користи како, знаете, во употребата на производството на специјални челици и најавите дека кинескиот пазар за 2015 ќе консумира повеќе од половина од светското производство на никел, до овој период не се остварени и можеби и тоа е резултат на овие пад на светски цени на металите или на светските берзи. Просечната цена на никелот за 2015 година, минатата година, 2014 се извинувам, беше $16,800 по тон никел, што не е случај за оваа година. Значи, осетен е падот на цената на никелот и така од почетокот на оваа година 2015 од некоја цена 15.000 по тон се спушти цената на најниска од периодот 2009-2015, минатата недела 11.900. Моментално, ако ги пратите тие цени на светските берзи, е нешто над 12.000. Значи, во тој контекст, како комбинат, ние се уште работиме со полкапацитет, значи, се уште остваруваме нашето производство во првите 6 месеци ова и минатата година не отстапува многу, меѓутоа во бројките може да се примете дека извозот е намален и тоа е како резултат на ниската цена што е на берзите. Од друга страна сме крајно предпазливи и на трошковната страна, значи неопходните суровини за да произведуваме никел како руда и репроматеријали, енергенси и нивната цена, нивната волатилност на пазарот е многу влијателна во нашиот крајен производ, со тоа што сега на овакви ниски цени на никелот ние ги редуцираме нашите инвестиции, што на долгорочен план може да се одрази и на нашето севкупно работење. Значи, ние не можеме безкрајно да ги одлагаме инвестициите, да ги одлагаме ремонтите, набавката на делови, и долгорочно може да се осети и да влијае да го забаве нашиот раст едноставно. На крај би спомнал дека кои се нашите очекувања во делот на намалувањето на трошковите. Се надевам дека и на целата индустрија, на металуршка индустрија, че може да влијаат тие тенденции, значи во смисол на подобрување на патната инфраструктура, намалувањето на цените на преносот на електрична енергија, кој што е многу голем влијателен ценовен фактор во нашиот производ, намалувањето на концесионерството, пошто исто давачите за концесијски надоместок влијаат и така натаму. И сосема на крај да искористам можноста и да споменам дека тешката индустрија и конкретно Фени
покрај основната дејност има и огромна општествена важност заради активната улога и достигнувањето што ги има реализирано во делот на животната средина, вработувањето, инвестициите, изводот и секако општествената одговорност. Прашање нешто ако има? Да, ете, заборавив да кажам, значи, за разлика од 2008-2009 година, кога цената на никелот беше исто многу ниска, дури пониска неголи во 2008 неголи сегашната цена, во тој период се соочувавме и со еден проблем да имаме проблем со пласманот и покрај тоа што ние да речеме на берзата формирана цена го нудиме нашиот производ, се случуваше да не можеме да склучиме долгорочни договори. Во овој случај нашето производство е загарантирано до крајот на годината и нема откажување на договорите, затоа што знаете, тие договори се исто поврзани со економската моќ на фирмите каде што ние нашиот производ го испорачуваме. Никој не би инвестирал во некој производ ако потоа не може да го продаде неговиот производ, челикот или каде на друго место се употребува него. Постојано намалување на трошокот од оно што е во наша моќ. Меѓутоа постои еден друг сегмент, токму тие се оние работи што ги спомена директорот, што се надвор од нашиот домен, меѓутоа се државна или општествена поддршка. Кога имаме една ваква состојба, кога имаме една ниска цена на никелот, она што ние го заговараме, она што нам ни треба добра патна инфраструктура. Има напредок во тој поглед, сите тоа го гледаме, сведоци сме дека имаме подобрувања. Ни треба железничка, конкурентна железничка услуга. Ни треба стабилен енергетски систем, не само нас. Значи тоа е во корист на целокупната индустрија во државата, и за сегашните инвеститори, и за потенцијалните инвеститори. И исто така, јас уште ќе ги споменам овде, дека имаме бројни постапки за лиценци, дозволи, приватизација, трансформација, урбанизација, што исто така се уште им треба подобрување и забрзување. Сето тоа во интерес и на индустријата и на целокупната економика.